Министерот за здравство, Азира Алиу, најави дека македонски лекари ќе одат на обуки не само во Словенија, каде што веќе се подготвува договор за соработка, туку и во Италија и Австрија. Целта е да се надомести недостигот од медицински кадар во јавното здравство и да се изработи национална стратегија за следните 10 години. Програмата предвидува размена, нашите лекари ќе се обучуваат во странство, а лекари од тие земји ќе доаѓаат да работат на нашите клиники. На граѓанска трибина во Македонски Брод, лидерот на СДС, Венко Филипче, остро ја критикуваше кампањата и слоганот "Твој човек" на владеачката партија, нарекувајќи го наискрената кампања, бидејќи според него открива целосна партизација на државата. Тој предупреди дека политиката на владеачката партија значи систем во кој институциите функционираат само за партиските луѓе, а граѓаните се заложници. Филипче нагласи дека суштинската разлика меѓу двете партии е во искреноста и покрај маните се бори за стандардот на граѓаните и реално реагира во кризи, без лажни пиар акции и изговори. На дигиталниот самит на Западен Балкан во Скопје, премиерот Христијан Мицкоски истакна дека дигитализацијата е клуч за развој, а не прашање на избор. Тој нагласи дека регионот има капацитет да создаде заеднички дигитален пазар и да стане дел од европската дигитална декада. Мицкоски порача дека дигитализацијата ќе ја замени бирократијата со брзи и ефикасни услуги, граѓаните со еден клик ќе добиваат документи, земјоделците субвенции, а компаниите ќе аплицираат за проекти. Целта е Македонија да стане регионален центар за дигитални иновации, да привлекува инвеститори и да задржува таленти. До крајот на мандатот, најави целосна дигитализација на јавните услуги, воведување дигитален идентитет за секој граѓанин, развој на дигитални вештини кај младите и силен систем за сајбербезбедност. Министерството за образование и наука соопшти дека рокот за пријавување за субвенциониран студентски оброк за академската 2025-2026 година е отворен од денес до 5 октомври. Правото можат да го користат сите редовни студенти со месечен приход понизок од минималната нето плата, како и постипломци и студенти на интегрирани студии на државни и приватни универзитети. Аплицирањето се врши електронски преку порталот на Министерството за образование и наука. Студентите на кои им било прекинато правото или кои досега не аплицирале, можат повторно да поднесат барање. За поддршка при аплицирањето достапна е пошта, а поради нови регулативи за автентикација, при плаќање со картичка ќе биде потребен и внес на пин-код. Министерката за образование Весна Јаневска на регионална работилница во Скопје истакна дека превенцијата во рана возраст е клучна за спречување на злоупотреба на алкохол, цигари и дрога, а најдобар начин за тоа е образованието. Таа потсети дека во училиштата веќе се воведуваат теми за здравствена писменост и нов изборен предмет Учам за моето здравје во 7 одделение. Јаневска најави и продолжување на програмата Вештина за адолесценција за обука на наставници и стручни лица во училиштата, која беше прекината во време на ковид. Од аналитика предупредија дека Македонија има висока стапка на пушење, со алармантен податок дека децата почнуваат да пушат уште на 13 години, а 40% од младите под 18 веќе се пушачи. Работилницата ја нагласи потребата од едукација, рана превенција и почитување на законите за продажба на тутун. Народната банка објави дека во вториот квартал од 2025 продолжува растот на електронските плаќања. Се повеќе граѓани користат мобилни апликации и картички наместо шалтери. Електронските плаќања со платни налози се зголемени за 9% по број и за над 20% по вредност во однос на лани. Особено брзо растат трансакциите преку дигитални канали, за речиси 19% по број и 28% по вредност, при што дури 71% се реализирани преку мобилен телефон. Плаќањата со картички исто така бележат пораст, за 8% по број и 11% по вредност, главно поради повеќе купувања преку интернет, но и пораст на плаќањата во продавници. Денеска во Скопје се одржува дигиталниот самит на Западен Балкан 2025, кој ги обединува представниците на регионот, Европската унија, бизнис секторот и академската заедница. Главни теми се дигитализацијата, интероперабилноста, сајбер безбедноста и улогата на вештачката интелигенција. Министерот за дигитална трансформација, Стефан Андоновски, најави заедничка декларација со која ќе се повика на проширување на иницијативата Роаминг како дома од Балканот кон цела Европа, со цел поевтини разговори и интернет услуги. Генералниот секретар на регионалниот совет за соработка, Амер Капетановиќ, порача дека се работи на воведување нулта тарифи за роаминг меѓу Европската унија и Западен Балкан, што ќе придонесе кон фазна интеграција во европскиот дигитален пазар. Настанот е вовед во Берлинскиот процес во Лондон, каде ќе се усвојат нови акциски планови за дигитална поврзаност на регионот со Европската унија. Азиските берзи денес забележаа силен раст, предводен од технолошките компании.
Индексот MSCI порасна за над 1%, а јужнокорејскиот Коспи достигна рекорд поради скокот на акциите на Samsung и Hynix, кои постигнале договор со OpenAI. И во Хонг Конг, акциите на Alibaba пораснаа за повеќе од 4%. Поддршка стигна и од Wall Street, каде здравствениот сектор напредуваше по договорот на Pfizer со Вашингтон за пониски цени на лекови. Слабите податоци за вработеност во САД го зголемија очекувањето дека ФЕД ќе забрза со намалување на каматите. Доларот ослабна втор ден поред, најмногу во однос на јенот, додека еврото остана стабилно. Цените на нафтата се зголемија за околу 0,5% и делумно ги надоместија вчерашните загуби. Унгарскиот премиер Виктор Орбан порача дека на самитот во Копенхаген ќе остане цврст на унгарската позиција за Украина. Тој предупреди дека Европската унија лидерите сакаат да ги пренасочат средствата на унијата кон Украина, да финансираат испорака на оружје и да го забрзаат нејзиното членство преку, како што рече, правни триков. Орбан нагласи дека ќе се спротивстави на овие иницијативи. По неформалниот самит за одбрана и поддршка на Украина, денеска се одржува состанок на Европската политичка заедница со околу 40 лидери, каде теми се безбедноста, миграцијата и трговијата со луѓе. Германскиот канцелар Фридрих Мерц се обидува да ја засили улогата на Германија во одлучувањето во Европската унија и да ја намали моќта на претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, објави Bloomberg. Тој се спротивставува на нејзините предлози за нови европски даноци, за испраќање мировници во Украина, како и на трговскиот договор со САД и климатските прописи. Мерц порача дека е потребна фундаментална корекција на прекомерната регулација од Брисел. Во меѓувреме, комисијата најави програми за намалување на бирократијата, меѓу кои и план за поедноставување на европскиот пазар на одбрана и собирање 800 милиарди евра за оружје до 2030 година. Администрацијата на Доналд Трамп испрати меморандум до неколку американски универзитети со предлог договор за добивање преференцијален пристап до федерални средства. Во него се бара забрана за афирмативна акција врз основа на раса или пол, замрзнување на школарината 5 години, ограничување на странски студенти на максимум 15% и контрола врз инфлацијата на оценките. Трамп веќе се закани со прекин на финансирањето на универзитетите поради протести, политики за разновидност и климатски иницијативи, а овој потек предизвика реакции дека е напад врз академската слобода и слободата на говорот. Засега 9 универзитети го добиле документот, а Белата куќа очекува тие да ја прифатат понудата како разумна. Бугарското Министерство за транспорт отпушти двајца инспектори од извршната агенција Автомобилска администрација, откако било откриено дека побарале и примиле мито од возачи на камиони кои носеле опрема за концертот на Роби Вилијамс во Софија. Инспекторите, вработени уште од 2012 година, веднаш се соочиле со дисциплинска постапка, а министерот за транспорт, Гроздан Караджов, изјави дека министерството целосно соработува со истрагата и ја нагласи нултата толеранција кон корупција. Инцидентот се случил на 25 септември, кога четворица возачи со британски регистарски таблички биле принудени да платат мито, вкупно 400 лева и 300 евра. По интервенција на организаторите на концертот, британската амбасада и бугарските власти, двајцата инспектори биле приведени и обвинети за подкуп. Случајот поттикна бурни реакции, а синдикатот на агенцијата најави штрајк, тврдејќи дека проблемот е системски и оти отпуштените не дејствувале сами. Овој случај повторно го отвора прашањето за широко распространетата корупција на Балканот, каде што мито честопати се смета за неформален дел од институционалното функционирање. Од гранични премини до административни шалтери, многумина граѓани и компании се соочуваат со барања за подкуп како услов за да добијат услуги или дозволи. Иако властите често најавуваат антикорупцијски мерки, практиката покажува дека корупцијата е длабоко вкоренета и бара подолгорочни и поригорозни реформи на целиот систем.